Добра вечер. На нешто повеќе од 100 страници амбициозно се послани плановите на Министерството за образование и наука за подобрување на образовниот процес во Македонија, од предучилишна возраст па се до факултетите. Од 2026 до 2032 година ќе треба да се зголеми и опфатот на децата во предучилишна возраст и да се смени интеракцијата меѓу воспитувачите и децата. Ќе треба да се подобрат резултатите на основците и средношколците преку менување на наставните програми, но и начинот на кој се учи и им се предава во училиштата. Средното образование ќе треба да се преконструира и се повеќе да одговара на побарувачката на струките дефицитарни на пазарот на трудот, а и високото образование ќе мора да почне да го следи истиот тренд, но и да станува се поконкурентно со нивото на квалитет, барем во регионални рамки. Дали тоа ќе се регулира со новиот закон кој се подготвува, како што е Законот за високо образование и Законот за контрола на квалитетот на високото образование, но и најавите за нов закон за средно образование ќе се види, но желбите на хартија се едно, а можностите се нешто сосема друго. Дали за реализација новие планови ќе се издвојат доволно средства од буџетот или финансиите повторно ќе бидат камен околу вратот на реформите? Зашто ќе има повеќе средства, а зашто ќе се крати? Јас сум Тамара Гранчаровска и вечерва во студиото за одговори на сите овие прашања, но и на други, со мене е министерката за образование и наука, госпоѓа Весна Јаневска. Добра вечер. Добра вечер. Министерке, пред да започнеме, сакам да ви се благодарам што издвоивте време да бидете вечерва во топ тема, бидејќи имавте многу напорна недела и денеска денот ви беше напорен, но сепак одговоривте на нашето барање, бидејќи актуелноста на стратегијата за образованието, која неодамна беше објавена, ги засега сите од предучилишна, како што рековме, па се до факултетите. Веднаш ќе започнам, за да во интерес на времето, бидејќи има многу прашања, обемна е темата. Ќе почнеме со она што е стартот на стратегијата, а тоа е предучилишното образование. Стратегијата го оценува како област во која националните стандарди за учење на децата во предучилишна возраст се стари повеќе од 10 години, не ги следа современите трендови. Проблемот е, како што кажав и во најавата, интеракцијата меѓу воспитувачите и децата. Се работи делумно и за професионалните компетенции на воспитувачите, лиценцирањето исто под знак прашање, бидејќи се уште не општо туку се повеќе на индивидуалните потреби, не индивидуалните потреби, туку лиценцирањето функционира изолирано, но факт е дека дел од работата на групите во градинките се и по 30 деца, што пак го отежнува работењето на наставниците. Што ќе се менува во овој дел? Ќе се почне од програмите, од обуката на воспитувачите или опфатот на децата во градинките? Благодарам, Тамара. Се треба да се менува и се треба одеднаш да се менува, бидејќи многу доцниме и ако сакаме нешто да постигнеме, ќе мора да работиме паралелно на неколку линии. Би почнала од опфатот. Опфатот на децата во Македонија е релативно низок во споредба со Европската унија, всушност многу низок во споредба со Европска унија, кај нас нешто над 45%, во Европската унија над 95%. 96%, да. Имаме во однос на опфатот, едно по едно ќе ги разглобиме работите, во однос на опфатот имаме неколку главни, би рекла, проблеми. Недостатокот на градинки во одредени региони, или јас би рекла градови, генерално таму каде што имаме концентрација на население и дополнително традиционалниот начин на живење во внатрешноста на Македонија, различна од Скопје и другите поголеми градови. Во големите градови, како што кажав, недостасуваат градинки, без оглед што оваа власт, да речеме, интензивно гради градинки, се уште има недостаток, додека во внатрешност, еве би рекла во истокот, каде што постојат градинки, традиционалниот начин на живење смета дека децата се посигурни дома, дека во семејството во главном тоа се бабите и дедовците, подобро ќе ги чуваат и негуваат децата и веројатно можеби и подобро ќе ги образуваат. Тоа е нешто што треба да се менува и ќе се менува. На кој начин? Но како што велам, за се тоа е неопходно време.
Првенствено што ќе направиме инфраструктура, а таму каде што ја има, ќе треба малку повеќе да се ангажираме сите и централната, но и локалната власт, па и самите вработени, за да свесноста се подкрене за потребата на децата да бидат институционално сместени. Знаете дека повеќе години наназад знаењето, компетенциите, вештините нека бидат само на децата, еве моториката на децата, некако се помалку и помалку се цени и затоа мораме да влијаеме на свесноста на родителите дека она што треба да го стекнат на одредена возраст децата, тешко се надокнадува кога возраста е надмината. Тоа во однос на опфатот. Во однос на програмите. Програмите се стари, меѓутоа и на тие програми, ако направиме анализа, ќе видиме дека во поголемите градови и тие програми даваат резултати, односно тие деца кои се неколку години во градинка, кога ќе стигнат во прво оделение, тие се подготвени. За разлика од тоа, повторно ќе речам во внатрешноста, нема да спомнувам каде, децата во градинката воглавном се згрижени и делумно воспитувани. Многу помалку се обрнува внимание на знаењето и компетенциите кои они треба да ги стекнат на соодветната возраст. Повторно ќе речам дека тоа е еден традиционален начин на живење и размислување, затоа што јас во моментов кога зборувам за она што сакаме да го направиме како промена во образованието, добивам стотици пораки во кои ми велат: ги мачите децата, премногу учат, уште се мали за овие поими или уште се мали за оние поими, не водејќи светка дека нивните врсници во развиените земји, на овој континент или на други континенти, учат многу повеќе и во вид на часови, и во вид на домашни, во зависно од системот, и во вид на поими. И кога зборувам за поими, не зборувам за меморирање на поими, туку зборувам за разбирање на она што треба да се разбере, па со еден таков став кој подолго време го имаме, ние всушност дојдовме во состојба нашите деца да знаат букви и да прочитаат што пишува, но не да го сватат или ако и го разберат, да не можат да го применат практично во реалниот живот. Да, ќе направиме нови програми, ќе ги модернизираме, но тие нови програми треба да имаме компетентни наставници кои ќе ги спроведуваат. Еве, сега споменавте дека во внатрешноста, значи децата иако да во градинка не доволно се обрнува во одредени места на нивното образование. Значи вие да имате нови програми, ако остане начинот на работа со децата искако и до сега, пак ништо не сме направили. Веројатно нема да добиеме никаков позитивен резултат. Бројни се проблемите со кои што треба да се справуваме. Лиценцирањето кое е во Министерството за труд, демографија и млади, не е во Министерството за образование, долги години беше закочено. Кога нашите родители ги даваат децата во градинка, воглавном очекуваат да бидат безбедни, здрави, нахранети, чисти. Веќе го спомнав менталитетот во кој не треба да се преоптоваруваат децата, што секако треба да се промени. Но ако е такво традиционалното мислење, тогаш вработените во градинките треба да придонесат за тоа, за родителите, бабите и дедовците, кои да се старателите го видат бенефитот од градинката. Да, градинката е добра, затоа што родителите се слободни и можат да одат на работа. Тоа е основниот принцип кој ги води родителите, бабите, дедовците. Но второто значено, и тоа е значено, тоа е многу значено, но второто значено е дека ние мора да станеме свесни дека градинката покрај згрижување представува и образување. Првенството представува воспитание, социализација и образование.
соодветно на нивото на возраста на детето. Без оглед дали е 3, 4, 5 години детето добива соодветно образование и тоа е така во целиот свет, тоа така треба да биде и во Македонија. Ги начнавте и компетенциите на воспитувачите, како ќе се работи на тоа поле? Јас уште еднаш ќе повторам дека ингеренците на градинките се уште не се во Министерството за труд, демографија и млади и се уште не се под МОН, но бидејќи имаме интерферирање, имаме преклопување во она што се вика образование кој треба да се спроведе и во градинка, да, на ист начин како што ќе се спроведува во иднина, предпоставувам, кај наставниците со огромен број на средства и материјални и секакви други вложени во едукацијата на наставниците, затоа што и во градинките се наставници, оние кои се грижат за образованието, а тоа е со огромен број на обуки кои се спроведувале и во минатото, се спроведуваат и сега. Што значи контролата е можеби поклучна? Дефинитивно се согласувам, затоа што еден од големите недостатоци во целиот процес на образование, од градинка па до високо, е недостатокот на соодветен мониторинг, еве ќе го речеме контрола или соодветна супервизија. Разни институции можат тоа да го прават. Мој личен став е дека во моментов и во мониторингот недоволно се вложува, затоа што и оние што го прават мониторингот треба да се компетентни тоа да го направат. На некој начин од разни причини понекогаш се избегнува. И би рекла дека во нашето општество тоа се смета како казна, а не како алатка за подобрување на процесите. И се едно е дали во градинка, во средно, во високо образование. Па тогаш кога, например, Државниот просветен инспекторат ќе влезе во училиштата да направи некаква евалуација, тоа се смета како нешто што е непотребно или, еве, баш како што кажав дека е казна, а не како нешто што ќе ги подобри образовните процеси, да речеме. Да, што ќе покаже кај се аномалиите, па за да може да се исправат. Што е тоа што треба да се поправи, доправи, да, и така натаму. Ќе треба долги години да поминат за ова да се доведе комплетно во ред. Но јас сум многу оптимист и велам, битно е да почнеме. Не велам дека никој претходно не почнал, но најголемата мана која ни се случувала во државата која јас ја гледам е прекините кои ги имаме. Нови програми, нови политики, нови идеи секогаш треба да ги има, но мора да има и некаков континуитет. Кога правиме големи и долги прекини во континуитетот на изведувањето на некоја политика, тогаш настануваат најсериозните проблеми, а нас тоа ни се случуваше. Уште едно прашање за предучилишното образование, тоа врз него имаат компетенции самите рековте. 2 министерства, локалната самоуправа и стратегијата констатира во проблемите врз кои се носи по тоа плановите и стратегијата, дека токму се преплетуваат, нејасно е надлежностите, следењето на квалитетот. Во една реченица се споменува дека како решение се можно е образованието да биде, значи да се институционалното поврзување да потпадне под МОН, Министерството за образование и наука, и да се донесе закон за предучилишно воспитание и образование. Дали со тоа МОН, вашето министерство со кое во моментов раководите, ќе ја преземе надлежноста врз градинките, зборувам во оној лиценцирање, образовни програми и следење? Така, да, тоа е идејата. Во повеќето развиени земји, бидејќи дел од образованието и предучилишното образование е во ингеренциите на Министерствата за образование, различно се викаат во различни земји и министерствата, некои се за образование и предучилишна, некои се за образование и наука, како кај нас, некои се само за високо и истражување и така натаму. Не е тоа воопшто важно. Да, би требало да биде така во одреден момент кога ние ќе бидеме спремни да ја направиме оваа интеграција де факто.
Мислам дека ќе ни треба уште малку време за да се подготвиме. Имаме уште многу нерешени проблеми во основното и средното и во високото образование. Мислам дека треба еден извесен период сето тоа да се заокружи некако, барем да добие еден прав правец, за да можеме да ја превземеме одговорноста како Министерство и за градинките. Јас не се жалам, но констатирам дека Министерството е огромно, има широки области во кои треба да се работи и тоа е дополнителна тежина. Не велам дека не може да се сработи, дека е неостварливо, но за тоа треба извонредно добра администрација. Вас ви е на сите познато, на целата јавност, дека администрацијата генерално е тромава, понекогаш некомпетентна, понекогаш немотивирана и од тука произлегуваат сериозни проблеми. Но јас се надевам дека со тек на време и тој проблем ќе се реши и дека во еден момент ќе бидеме спремни и оваа интеграција да ја направиме, за да го ставиме образованието во еден колосек од најмали нозе до луѓе кои ќе излегуваат на пазарот на труд. И да нема преклопување на ингеренции и нејасноти. Тоа е проблем. Македонските основци имаат 900 часови помалку настава во текот на образовниот процес од просекот на своите врсници во европските земји. Основното образование во минатото трпеше најмногу експерименти, условно да се изразам, но резултатите на ПИРЛС, панданот на ПИСА, за основците покажува подпросечни резултати за четвртоделенците, таму се мери знаењето, добројот на часови, наставните програми или квалитетот на наставниот кадар. Слично прашање како и за предучилишната возраст. 900 часа помалку до 15 годишна возраст. Имаат. И тоа е сериозен проблем. И кога во јавноста ќе го кажам, повторно добивам реакции дека премногу е, претешко е и така натаму. Ние ќе мора да се навикнеме во ова општество дека компетенциите, вештините и знаењето кои го носат децата всушност ги прават квалитетни на пазарот на труд и употребливи на пазарот на труд, иако употребливи е груб збор, но факт е и тоа е реалност, за да може да се обезбедат понатаму живот. Програмите беа законите, програмите се нешто менливо. Еве, закони донесовме и ќе донесуваме и понатаму. Програмите во гимназиското беа 20 години стари. Тука што понатаму да коментирам, нели, со мали промени и измени, кои не беа суштински. Јасно е дека пред 20 години и после 20 години потребите на општеството, на пазарот на труд се многу различни и ние на нив мора да се прилагодиме. Дали биле експерименти тие во основното образование, верувам дека тоа биле добри намери, но ќе повторам дека брзото прекинување без проценка на ефектите од една образовна политика и воведување на нова образовна политика или програма, како и да ја наречеме, не може да даде ефект. И научивме од минатото дека некаков континуитет мора да задржиме. За жал, мислам дека целокупната општествена ситуација, настаните кои ја следат Македонија од нејзиното формирање до ден денес, влијае на целокупниот образовен систем, но и на сите чинители кои го сочинуваат тој образовен систем, почнувајќи од учениците, родителите, наставниците како најважната алка во тој систем, администрацијата, дали училишна, локална или централна, како целото општество негативно да влијаеше на образовниот систем и дека случувањата во тоа општество всушност ги демотивираа сите. Сите овие што ги набројав. Како тоа ќе го промените сега? Па мислам дека ќе го промениме релативно едноставно, но не многу брзо. Оно што веќе го спомнав, ние ги менуваме наставните програми и ги адаптираме на современото време. Потреби, да. И современите потреби.
Учениците многу пати, велам, се глина или пластелин во рацете на наставниците. Сега скоро бев на една трибина во која заклучев дека многу често учениците се наоѓаат во една конфликтна ситуација меѓу родителската околина и училишната околина. Ако во училиштето им бараме, а дома не им бараме, тие се во конфликтна ситуација. Или обратно, имаме и послаби училишта, каде што родителите се по-амбициозни, да. а во училиштето е порелаксирана атмосферата. Многу пати сум рекла дека училиштата имаат обврска да работат и со родителите. Децата се најмал проблем. Како ќе им речеме, така ќе прават. Мали се послушни, иако не треба да бидат постојано послушни, треба да бидат и бунтовни, треба да имаат интегритет, треба да имаат можност, без оглед колку се мали, да се искажат и својата мисла, и својата емоција, и својот револт, но тоа е друга тема. Ке треба училиштата повеќе да поработат со родителите и ние како држава некако да влијаеме со тоа што ќе покажеме дека ќе го цениме знаењето, а нема да ги цениме дипломите. Тоа е работата на државата. Наставниците треба да се вложат за да го пренесат знаењето на децата и реално да ги оценуваат. Тоа е сериозен проблем во државата, затоа што реалното оценување е значајно за стекнување на знаењето. А пак, реалното оценување може да биде мотив, никако не може да биде дестимулизација. Односно и да се случи да биде дестимулиска и некој дете, пак е работа на наставникот тоа да го поправи. И не само на наставникот, на стручните служби, психолози, педагози и така натаму и така натаму. Кога сме кај оценувањето, еве само податок, статистика која е од стратегијата, дека македонските основци завршуваат 75% од деветоделенците ја завршуваат школската година со одличен или многу добар успех, 53% од нив се одлични. Кога зборуваме за оценувањето, тоа не е во рацете на родителите, барем не директно, но тоа е во рацете на наставниците. Ако наставничкиот кадар кој треба да го пренесе знаењето и да го оцени на соодветен начин, не го прави тоа, тогаш се паѓа во вода. Како ќе го измените тоа, бидејќи констатирано е дека потоа, врз основа на тестирањата, дека тие оценки всушност се многу нереални. Не се еквивалент на знаењето. Да, пропуштив да кажам дека до едукацијата на наставниците е исклучително важна и дека таа се спроведува во земјата и ќе се спроведува. Кога сме кај оценувањето? Сум имала многу контакти со многу наставници во земјава и не се стотици, во илјадници можеме да ги броиме, и многу искрено сме разговарали отворено за тоа што се случува со оценувањето и како тоа може да се поправи, затоа што, знаете, не може централната власт или министерството да наложи вака ќе работите. Односно, може да наложи, нели? Може. Но не значи дека тоа ќе се имплементира. Затоа треба од базата изверно да се разберат проблемите, да се понудат решенијата. Наставниците во главном, јас и пред некој ден тоа го кажав, се жалат на притисоците на родителите. Не само на родителите, има и од политиката вмешување, има и малку трговски би рекла, нели, однос меѓу наставниците и родителите, но генерално се притисоците на родителите и односите во нашите традиционални средини, каде што луѓето сакаат на некој начин да си помогнат, но кога родителите сметаат дека наставникот помага ако даде повисока оценка. Наставниците се ранлива категорија и ние како Министерство во новиот закон за наставници ќе бараме начини како да ги заштитиме, за да не бидат подложни на влијанија на било која друга власт, дали е училишна, дали е локална, дали е централна.
туку да бидат ценети и почитувани според своите компетенции. Но како ќе ги одбраните од родителите? Има повеќе начини, например, еве во Законот за основно забранивме поправање на оценки на наставнички совет. И тоа веќе и се спроведува. Нема повеќе, нели? Сите му се четврки, па се едно уште една петка ќе му ја подариме, затоа што тоа ќе му го олесни уписот. Потоа, например, имаме нов дневник во кој нема веќе бришање на претходните оценки, туку се што е запишано еднаш останува забележано, затоа што притисоците во главно се случуваат на крај на тромесечие, на полугодина и на крај на година, ама сега во дневникот се ќе биде евидентирано. Нема бришање на изостаноци. Се прави евалуација тогаш на оценките кои ги давале наставниците? Дефинитивно може да се направи и работиме во тој правец, таа евалуација електронски да ја добиеме, нели? Сега дигитализираме и потребно е, затоа што дигитализацијата е просек на оценката да се види. Така е. И многу дигитализираме, сметам дека тоа не само што е борба против корупцијата, каде и да е, сметам дека е нешто што многу ќе ги олесни анализите и работата на целата администрација, пак имаме, нели, соодветни параметри по кои што ќе можеме да цениме. Разни типови на едукација се спроведуваат кај наставниците, па можеме да предвидиме, нели, една така како да ги научиме да комуницираат и да се одбранат од притисоците. Но во главно мислам дека тие се спремни, само треба да ги растеретиме, а ќе ги растеретиме, во моментов имавме една кампања во која велиме дека знаењето е магија и сакаме да го подкренеме дигнитетот на наставниците. Помалку е тоа значајно, они знаат колку се важни, да допреме до родителите, за да се подсетат на сопственото време кога ти учеле и што очекувале од образованието и ова што сега се случува. Пред одиме на првиот блок реклами, уште едно прашање за основното образование. Ми падна во очи, читајќи стратегијата, дека се предвидува во основното образование да се работи на јакнење на воспитната димензија, односно градење на вредносен систем кај учениците, одговорно однесување, морална свест, духовност, градење на социоемоционални и општествени компетенции, повеќе уметност, култура, еколошка писменост. И да ги имате и најдобрите. И најобучените наставници за ова во системот, како ќе ги промените вредносните судови, одговорното и моралното однесување кај децата, ако тоа се прво тргнува од семејството. Така е, сосема сте во право и факт е дека првите 7 години од животот се можеби најважни, затоа ние велиме поголем опфат во градинките. Да имаме што е можно и затоа светот го прави. Тој 96% ви реков во Европската Унија. Спомнавме дека може да има спротивности од ставовите на семејството и училиштето, но училиштето е местото. Тоа не е лесно, тоа е тешко, но училиштето е местото каде што треба да се надокнади она што е пропуштено во семејството. Не секаде, не е тоа можно секаде, но во просекот секако може да се направи. Тоа е тешко, тоа е тежината на наставничката професија, тоа е тежината на стручните служби во училиштата, бара многу ангажван, бара многу посветеност, но бара и повеќе време на децата во престој, повеќе време престој на децата во училиштата. Ако успееме тоа да го спроведеме, јас пак по 1000 пати ке речам, не за една, можеби не за 2 години, но во некој краткорочен период ке можеме тоа да го постигнеме. Кога децата се малку повозрасни, да довршам, кога веќе стануваат посвесни за себе, тогаш носат сопствени одлуки. Тогаш може да одлучат дека она што го добиваат во социјалната средина која училиштето е, со моделите кои можат да им бидат наставниците, може да одлучат да се приклучат кон тие модели и тоа однесување за разлика од она што се случува дома. Тоа е секаде во светот, тоа ќе биде така и кај нас. Тука ќе ја направиме првата пауза за реклами, потоа продолжуваме со средното образование.
Продолжуваме со интервјуто со министерката за образование и наука, госпоѓа Весна Јаневска. Министерке, како што ја продолжуваме со средните училишта, застарени програми, неусогласени без јасни стандарди системи на оценување, не се следи системски квалитетот на учењето и постигнувањето на учениците, а констатирана е во стратегијата и недоволна финансиска поддршка за обука на наставниците. Резултатите на ПИСА ги знаеме сите. Матурата покажува намалување на знаењето, значи и домашните испити покажуваат намалување на знаењето. Дали може да кажеме дека средното образование не е колабирано? Годинава, мислам, не ме фаќајте за збор, не ја знам точната бројка, дека матурата беше малку од малку подобра, за разлика од лани, но PISA тестирањата се многу лоши. Не би рекла дека е колабирано, затоа што напредуваме значајно во средното стручно образование, од кој очекуваме да ни даде веднаш по средно образование работна сила на пазарот на трудот, односно вклучување во стопанството, и тоа релативно добро оди. Од 17.900 одделенци кои завршиле, 12.000 се во средно стручно образование и одреден број во дуални паралелки кои ги работиме со странска помош, со швајцарска амбасада, Шведска сега ни се вклучи, Германија. Тука сме релативно добри. Гимназиското образование е генерално застарено и предвидуваме и ке имаме нова концепција. Ние како Министерство заедно со Бирото за развој понудивме еден тип на концепција, беше одбиена од сите страни, од наставниците, од стручната фела, од родителите, и ја повлековме. Тоа беше секако драв верзија, сега многу брзо ќе понудиме нова драв верзија и ќе ја ставиме исто така на дискусија, за да Кога би било тоа прилика временски? Дали може да предвидите? Секако, ако не биде до крајот на годинава, ќе биде во јануари, за повторно да имаме една дискусија во која, знаете како, смитам дека мора да биде прифатено од мноштвото. Не може 100% да биде прифатено, но од мнозинството чинители во образовниот систем за да се спроведе, инаку нема да се имплементира. Ке го направиме тоа, ако треба и трета драв верзија ако понудиме, за да видиме што тука ќе направиме. Ке имаме нова концепција во гимназиското образование, ке се потрудиме максимално да е соодветна на новонастанатото време на развој брз, со брзина на комета технолошки развиток, со дигитализација, со вештачка интелигенција и така натаму. Така да мислам дека ќе успееме со новата концепција да влеземе во еден модерен колосек. Ја сменивме матурата. Она што долги години беше барано средно стручната државна матура да се разликува од гимназиската со право, затоа што во средно стручно образование имат помалку општообразовни предмети. Тоа така треба да биде и ќе се разликува таа матура од гимназиската која нарековме само државна матура. Добри чекори правиме, за кои резултати ќе очекуваме после 4-5 години. Што станува со инфраструктурата и опременоста токму на гимназиите и на уметничките училишта? Ќе има ли доволно материјални услови и опремено за да се спроведе се ова што се планира? Воведовме нови формули за финансирање на локалните самоуправи во однос на образованието. Стратегијата кажува дека состојбата е катастрофална. Воведовме нови формули. Ајде да почнеме од она што е најочигледно и најзначајно. Во образованието е многу скапо и секогаш ќе недостасуваат средства, но опременоста на училиштата зависи и од начинот на менаџирање на самите училишта, планирање на развојот на училиштата. Но како и да е, еве да зборуваме за тоа дека воведовме нови формули за финансирање и на основното и на средното образование, попат да кажам дека со воведувањето на новите формули исполнивме индикатори од планот за раст на Западен Балкан. За да биде поправедно тоа финансирање, за да обезбедиме развој на училиштата,
Двете се слични, израчунавме трошоци по број на ученик и двете формули содржат две компоненти, една постојана и една варијабилна. Во постојаната се платите, режиските трошоци, до сега на нив одеа 90% од финансиите, ќе биде и така? Околу 90% одат за плати. Во варијабилната се превозот, јазикот на кој учат децата и потребите за финансирање за децата со посебни образовни потреби. Ќе почнеме од 1 јануари сега, со тоа што ќе имаме еден преоден период не да ја тестираме, туку да ги прилагодиме двете формули. Ке се случи одреден број на општини да добијат помалку средства отколку до сега, затоа што дел од општините искористуваат 50% од блок дотацијата и имаат можност за голем развој, додека други општини, како што е Аеродром, дава, да речеме, 99% само за плати и нема развој за училиштата. За да биде поправедно, стручните училишта, одредени струки во стручните училишта, каде што е потребна поскапа опрема, например стручните машински, електро, земјоделски или лаборатории, ќе добиваат повеќе средства за разлика, да речеме, од гимназиските. Во однос на дигитализацијата, голем број на училишта се спроведе и мрежна опрема за Wi-Fi, има смарт табли или бели табли или интерактивни табли, некаде се уште имаме прожектори, некаде веќе во овие паметните табли не треба такво нешто. Градоначалниците, видовте и сами, даваат таблети, потребни се, затоа што новите концепции на учење бараат не екс-катедра и не меморирање, туку интеракција на наставникот со ученикот, со и виртуелниот свет, со Google, со вештачка интелигенција. Таму оди светот, таму мора и Македонија да оди. Ке може ли кадарот наставнички да го следи тоа? Децата ќе го следат, бидејќи тие се веќе влезени во вештачката интелигенција, многу длабоко навлезени, но дали ќе може и наставничкиот кадар да го следи тоа? Факт е дека некои децата можеби имаат подобри вештини во однос на дигиталната писменост од некои наставници, но дигитална писменост, обуки за наставниците се спроведени. Сега ќе видиме до кое ниво е нивното знаење и каде треба да продолжиме. Вештачката интелигенција толку огромен замав зема, еве во Европската унија, ке речам, но низ цел свет, но тука, што ние не можеме да останеме на страна, па затоа брзо направивме прирачник НЕМОН. Професорите од информатичките факултети ни помагнаа, прирачник за наставници, родители, ученици, како да се користи, кои се опасностите, што треба да се избегнува. Брейнстер одржа обука за 200 наставници, Инофеит одржа обука за 700 наставници, после Нова година Инофеит повторно ќе одржи обука, ми се чини за околу 700 наставници. Работиме на многу фронтови. Верувам дека тоа ќе даде ефект, нека е и помал, но да се придвижиме кон она што се вели светски правец. Кога зборувавме, ќе ве вратам на уште едно прашање за средното образование и тука и за основното, па ќе продолжиме со високото, за кое се надевам ќе имаме доволно време, дека има многу прашања таму, особено за законот. Нова методологија за пресметка на распределба на средствата, значи ќе има за развојно, дали ќе има за тоалетна хартија, за сапуни во училиштата, бидејќи факт е дека тоа е оставено на родителите, се бара дури за бојадисување, за молирисување, пари, родителски одбори или како се нарекуваат, купуваат училишни одбори, се купуваат и прочистувачи на воздух, инвертери. Дали е планирано таа пракса да се заврши во основното и во средното образование? Дефинитивно е планирано и формулите кои ви ги спомнав би требале тоа да го возможат. Но има еден сериозен проблем. Јас скоро колку година и пол сме на власт, постојано повторувам дека на оваа земја е неопходна оптимизација. Што значи тоа? Дека земјава не може да одржува училиште со 15 деца во него, а било предвидено за, не мора да биде за 100, нека биде за 50. Тоа е грејење, тоа е струја, тоа е друг тип на одржување, кровови, фасади.
Така натаму, тоа ако општините го спроведат така како што треба, ќе им останат пари за се останато. Јас пак велам, ќе ни треба период на прилагодување од година-две, но откако тоа ќе го направиме, самата формула вели оптимизирајте се. Ако се оптимизирате, се повеќе пари ќе ви остануваат за се друго што ви е потребно. После овие 2 години на прилагодување, јас верувам дека веќе нема да имаме проблеми. Такви какви што кажавте. Тука ќе го повикам и вториот блок реклами, за да не се прекинуваме потоа во она што следи високото образование. Имаме уште малку време и се надевам ќе одговориме барем на дел од прашањата што се однесуваат на високото образование и на законот кој се подготвува. Високото образование треба да ги следи потребите на пазарот на трудот. Забелешките за него се ниски критериуми за проценка на нивниот квалитет и релевантност на програмите, студиските програми, внатрешна и надворешна евалуација за квалитет каде универзитетите се уште не усогласена со европските стандарди, така натаму и така натаму, но ниско е вложувањето во науката, ограничен пристап до научни бази на податоци. Се подготвува нов закон за високо образование кој треба да биде ставен најнар до крајот на ова година. Дали дел од овие забелешки ќе се исправат со него или ќе треба малку повеќе промени? Жал ми е што морам да кажам, претходниот закон е многу лош и тоа не е моја констатација. Јас како дел од професорите го кажувам ова, како дел од академската заедница, не како министер, и гледам дека огромен дел од професорите се многу согласни. Закон за високо образование, закон за Агенцијата за квалитет во високото образование и науката и закон за научно истражување во ист момент ќе одат. Тие се поврзани. Квалитет во високо образование значи супервизијата, мониторингот, одобрување, тоа што недостига, тоа што не достига. Да, ќе има доста промени во овој закон. Прво ќе преминеме на модуларно студиски програми. Нема да имаме веќе 1400 студентски програми и факултети на програма на која се запишуваат 20 студенти. Тоа ќе го избегнеме. Ќе бараме значаен квалитет. Еве да речам, една од мерките за подобрување на квалитетот и за покачување на Шангајската листа е заострување на критериумите за избор во звања од асистент до редовен професор со еден реизбор на редовните професори после 7 години. Реизбор на редовен професор. Тоа е новина. Зајакнати критериуми, повеќе трудови, повеќе во импакт фактор. Другите новини што се значајни, јас неколку само ќе кажам, и ова е ексклузивно прв пат кај вас ги кажувам, затоа што во тој закон уште никој нема увид. Ќе се обидеме заедно со групата со која што работиме да изнајдеме начин да добијат универзитетите една развојна компонента, значи оние што ќе имаат најдобри резултати во неколку столбови од нивната поставеност да добијат поголем буџет, за разлика од оние кои нема да покажуваат резултати да добијат помал буџет годишно што го дава државата. Ке се потрудиме да обезбедиме соодветен кадар според систематизацијата на факултетите, универзитетите, како и да кажеме, ке ја зајакнеме контролата во приватните универзитети за кои што сме свесни дека продуцираат неквалитетен кадар. Ке го малку зголемиме студентските права, студентското организирање го поддржуваме, изборите на раководните функции во факултетите, универзитетите ги демократизираме на многу едноставен начин, онака како што се случува во огромен број на демократски земји, но не е секаде ист. Во многу земји државата има поголема контрола, но ние се одлучивме за демократски начин на функционирање. Ке донесеме формула за функционирање на универзитетите, која не е строго поврзана со законот, но ке влијае силно на буџетите на универзитетите.
правиме комплетна реформа на Агенцијата за квалитет на образованието, значи на незината структурна поставеност, но и на незината функционална поставеност, со тоа што Агенцијата за квалитет одобрува студиски програми, одобрува отварање на универзитети, на факултети. Тука исто така ги зајакнуваме критериумите, користиме европски практики, европски закони. Во научното истражување, гледате дека минатата година направивме големи вложувања, им даваме поголема слобода во истражувањата и на факултетите, и на институтите. Ке морам да прекинам, се извинувам, но сепак се уште има жалби дека не им се достапни библиотеките, условно кажано, со научни трудови на нашите, пак се користат дури и пиратски. Дали тоа ќе биде променет? Оваа година ние уплативме достапност до двете најголеми светски бази, а тоа се Scopus и Web of Science. Да, точно, не им се достапни сите библиотеки, но затоа им се достапни научните истражувања, најновите, најнапредните, најсовремените. Со тек на време ќе се потрудиме да обезбедиме и достап на повеќето библиотеки, иако оние кои што се искусни, одлично можат да ги користат овие две бази за да стекнуваат сознание. Имам уште 2-3 блиц, бидејќи имаме многу малку време до крај. Кога зборуваме за подмладување на кадарот, условите се променети, за асистент ќе биде потребно објавување на 3 научни трудови, но не мора со импакт фактор, но сепак тоа се 3 труда за асистент. Дали тоа ќе ја попречи можноста за вработување кај асистентите и дали можеби Министерството за финансии може да биде камен на стопнување за дозволување за нови вработувања? Значи, ние предвидовме, до сега беше 2 труда за одбрана на докторска дисертација, сега предвидовме 3 труда, од кои 2 во импакт фактор. Тоа значи дека они автоматски исполнуваат услови за да бидат избрани во помлади асистенти, бидејќи квалитетот на докторските трудови во Македонија не е соодветен на она што е во високо развиените земји. Автоматски ќе исполнат услови. Што ќе станува со демонстраторите? Тие се и малку платени и, да бидам искрена, а тој е кадарот од каде се влече потоа за асистенти. Така е, јас се надевам дека во период од 2 до 3 години ние ќе ги пополниме празнините кои ги имаат катедрите на факултетите и дека ќе си добијат асистентски кадар толку колку што им е потребен и нема да има демонстратори, тие ќе работат на проекти. Уште едно прашање за високото образование. Споменавте дека ќе има реизбор на редовен професор на 7 години, ако не се лажам, но нема да важи ретроактивно. Значи, како и секој закон не може ретроактивно, но со што ќе ги мотивирате моментално редовните професори за да се надградуваат, да прават научни трудови? Со извештаи кои ќе треба да го доставуваат до своето раководство, тоа се деканите, со менторства на постдипломски студии, на докторски студии, ќе бидат обврзани да се вклучат и во наставата и во науката. Нема да бидат после тие 7 години повторно реизбирани, но целокупната нивна работа, образование, наука, апликативна дејност, администрација, ќе се валоризира и тие ќе треба да си исполнат задачата. И министерке, последното прашање им го должиме на студентите. Во буџетот на Министерството за образование, иако е зголемен, само студентскиот стандард е намален за 7,3 милиони евра. Зошто? И зошто се крати токму овој стандард и дали ќе ги се зголеми студентскиот оброк кој сега е 140 денари дневно, што е четвртина бурек и половина литро јогурт, сендвич со месо е луксус за студентите. Моментов, ако зборуваме за дневниот оброк. Затоа што сме пресметале на првото прашање дека овие средства ги покриваат потребите за студентскиот стандард, но никој не ги рачуна средствата кои ние сега ќе ги вложиме во ФИНКИ и ФФК, а кои се дел од буџетот, тоа е едно. Друго, и вчера имав состанок со Сојузот на студенти на УКИМ,
Ние сме во постојана комуникација од моментот кога сум влезена во Министерството до ден денес. Секогаш сме нашли заеднички јазик, до сега сите барања што ги имаат им биле исполнети. Дали се однесувало на стипендии, дали се однесувало на проширување на студентскиот оград и така натаму. Продолжуваме да дискутираме за тоа што е најзначајно за нив како студентска организација во овој момент. Бидејќи до сега не сме имале проблеми, јас не верувам дека од сега натаму ќе имаме било какви проблеми. Може да очекуваме зголемување на студентскиот оброк? Треба да се договорам со студентите. Ви благодарам на интервјуто, на времето што го издвоивте. Вам почитувани ви посакувам убава вечер. Се надевам дека за после нова година, кога ќе биде објавени и ставени на законот за високо образование, повторно ќе има мистерката тука и ќе доодговориме на останатите прашања кои ги има многу и за кои никогаш нема доволно време. Имајте убава вечер и останете со програмата на Телма. Благодарам.